Добро вечер во Дневникот во 22 часот. Да ги погледнеме настаните на денот. Мигрантите задоволни од измените на Законот за азил. Во Кумановската болница прегледани 30 на мигранти. Потребни волонтери за помош на изнемоштените странци. Градскиот кеј во полутемнина. Пратениците на Собранието вчера ги изгласа измените на Законот за азил и привремена заштита. Со ова се создава можност за регуларен престој на мигрантите од 72 часа, пошто ќе мораат да поднесат барања за азил или пак да ја напуштат земјата. Мигрантите ја поздравуваат одлуката, бидејќи сметаат дека ќе им го олесни патувањето и нема да бидат цел на криминални групи. Мигрантите кои неколку дена се сместени во градската џамија се радуваат на измените на Законот за азил и привремена заштита, кои што вчера ги изгласаа пратениците во Собранието. Со измените тие ќе имаат регуларен престој од 72 часа, пошто ќе мораат да ја напуштат земјата или да поднесат барање за азил. Велат дека ова ќе им го олесни патувањето, бидејќи повеќе нема да мораат да одат пеш, туку ќе можат легално да користат транспортни средства како возови или автобуси. Тие претходно имаат обврска само да се пријават на влезот на граничниот премин или пак во најблиската полициска станица. Законот е добар, затоа што ни помага. Сакам да заминам од тука. Мислам дека ќе одиме во Германија. Имам многу пријатели таму. Кога дојдов во Македонија пред 2 дена бевме принудени да пешачиме, но законот започнува од утре па може да ни дозволи да одиме со воз или автобус. Тоа е многу добро и многу ни помага. Од Авганистан сум. Вчера дојдов во Македонија. Ние сме патници, во нашата држава се војува, па моравме да дојдеме во Европа. Има мало бебе и по 3 часа пешачење целата наша облека беше мокра. Таксистите не сакаа да не возат бидејќи немаме пасош и документација. А пота купивме карта во која наместо 5 евра ни ја наплатија 10. Во секоја држава имаме проблем затоа што немаме документи, но сега со новиот закон се чувствуваме добро. Сакаме да одиме во Европа затоа што таму не прифаќаат повеќе и ни помага. Инаку по одлуката на владата е формирана работна група од министрите за надворешни работи, здравство, полиција, локална самоуправа и социјала, која ќе ја следи состојбата со мигрантите и ќе презема мерки и чекори во согласно со своите надлежности. Од Министерството за внатрешни работи истакнаа дека активно ја следат состојбата и доколку е потребно ќе формираат пунктови на кои што ќе може да се пријават сите мигранти. 30 на мигранти побарале помош во Општа болница Куманово поради здравствени проблеми по долгиот пат. Главно се работи за луѓе кои имаат раскрвавени стопала и повреди што ги добиле од долготрајното пешачење. Меѓу прегледаните има и мали деца. Пациентите се заведуваат во посебен дневник кој ќе биде доставен до Министерството за здравство. Околу 30 мигранти, од кои 2 деца побарале лекарска помош во Кумановската општа болница последниве 10 дена. Во најголем број случаи тие имале поплаки за болни стопала како последица на долгиот пат кој го поминале од своите родни земји до нашиот град. Измачено од долготрајно одење, најчесто имат пликови, крвни подливи, рани. Значи, нашата помош се состои во тоа што хируршки ќе ги обработиме стопалата, ќе ги превржеме и потоа има некоја хуманитарна група која се брине за нив и они ќе ги одвезат. Во сите овие во овој период неколку пати се деси да повредениот преспие кај нас без да му оформиме никаква документација затоа што најчесто тие луѓе немаат никакви документи со себе. Само еден мигрант е примен на хирургија со повреда од нож која ја добил во тепачка со свој сонародник. За овој случај е известена и полицијата, велат надлежните. И на детското оделение деновиве биле примени 2 деца од земјите на Блискиот Исток. Во првиот случај стануваше збор за обструкција, односно за бронхијален наот. Веднаш му е пружен медицински третман и инхалација, а потоа е препишана и терапија која треба да ја прима во домашни услови. Второто дете е примено со висока телесна температура и по укажување на медицинска помош и тоа е пуштено на домашно лекување. Во принцип, децата се задржувани по 2 до 3 часа во болницата додека траеше терапијата, информираше
кажуваше педијаторот Снежана Станковиќ. Првите денови кога мигрантите почнале да бараат здравствена помош, во болницата немало насоки од Министерството како да постапуваат со нив, вели началникот на ургентниот центар доктор Исмаил Бајрами. Тој вели дека не можеле сите да ги заведат во дневник на прегледани пациенти, бидејќи голем број од мигрантите немале документи за лична идентификација. Во меѓувреме ги добиле потребните насоки од надлежното министерство и лекарите зазеле став дека ќе им помогнат на сите кои ќе побараат помош, а сето тоа ќе го евидентираат во посебен дневник кој ќе го достава до Министерството за здравство. Сепак Бајрами нагласува дека првата медицинска помош ја пружа здравствениот дом, а доколку има потреба се вклучува и секундарното здравство. Инаку, освен прегледи во болницата, мигрантите секојдневно добиваат медицинска помош и на терен од лекари кои се ангажирани од хуманитарните организации. 20 волонтери секојдневно им помагаат на мигрантите кои престојуваат во градската џамија. Тие не се доволни да пружат помош на големиот број бегалци, па ги повикуваат сите добронамерни луѓе да им се приклучат или да донираат храна и облека за безпомошните луѓе. Сите кои сакаат да се вклучат во акцијата можат да се обратат кај веќе ангажираните волонтери во градската џамија. Група од 20 волонтери секојдневно помагаат на мигрантите сместени во градската џамија, но тие не се доволни. Како што велат волонтерите кои што веќе се ангажирани, во џамијата Синан Паша има потреба од луѓе кои знаат да укажуваат прва помош и кои ќе се вклучат во помагање на бегалците. Освен луѓе кои знаат да вршат преврски на раните, потребни се и граѓани кои ќе сакаат да ги слушнат приказните и да им дадат совет на мигрантите, вели активистката Александра Додевска. Иако бројката на мигранти кои пристигнуваат секојдневно се менува, таа вели дека малиот број на хумани граѓани не може целосно да се посвети на сите оние на кои им е потребна помош. Најмногу помош ни треба по пладневни часови, кога ќе се соберат по минимум 200 нешто луѓе во дворот на џамијата и внатре. Меѓутоа потребни се луѓе кои што знаат да се снајдат во вакви ситуации. Некои од луѓето се преплашени, мора да ги опуштиме затоа што да видат дека тука се безбедни, затоа што џамијата е место каде што они навистина се безбедни. Додевска нагласи дека во изминативе денови поради падот на температурите најпотребни им биле ќебиња и топла облека. Токму поради непредвидливите промени на времето, таа апелираше до сите граѓани да донесат подебели парчиња облека и прекривки за да се спасат мигрантите од премрзнување во ноќните часови. Освен тоа, како што нагласи таа, потребни се и медикаменти кои можат да се купат без рецепти од лекарите. Потребна ни е медицински препарати. Тоа ни е многу потребно затоа што се трошат постојано. Кога зборам за медицински препарати, зборам за оние што може да се купат без лекарски рецепт. Ние не им даваме препарати кои што е потребен лекарски рецепт пред да ги однесеме во болница. Активистите апелираат до граѓаните да одвојат малку од своето време и да ги посетат прегладнатите бегалци, но и да донираат се што сметаат дека би им користело при долгиот и макотрпен пат. До граѓаните би апелирале да донесат се што е потребно, бидејќи луѓе во оставале се задни и им треба секоја помош што можат да дадат граѓаните на Република Македонија. Јас верувам дека ние сме хумани и дека ќе можеме да им излеземе на пресред на овие луѓе кои што имаат потреба од нас. Сите граѓани кои се заинтересирани за пружање на помош треба да се обратат до волонтерите во градската џамија. Матурантите денеска го полагаа последниот екстерен испит од државната матура. Тестирањето беше по предметите физика, хемија, биологија, бизнис, историја и филозофија. Во сите средни училишта тестирањето поминало во најдобар ред, освен што дел од учениците се жалеле на тешките прашања и обемниот испитен материјал. Денеска матурантите го полагаа последниот екстерен испит од државната матура. Кандидатите се тестираа по општообразовните предмети физика, хемија, биологија, бизнис, историја и филозофија. Во сите средни училишта тестирањето помина во најдобар ред, освен што дел од учениците се жалеа на тешките прашања и обемниот испитен материјал. Испитните денови поминаа во најдобар ред, значи учениците си дојдоа на полага, иако кажува дека тестовите оваа година беа доста тешки. За нив, значи, меѓу нив имаше и подобри ученици, тие што полагаат државна матура секако се солидни, кои се спремаат за факултет. Значи, тестовите според нивните искажувања беа потешки за разлика од минатите години, меѓутоа се надеваме сепак на добри резултати.
Во гимназијата Гоце Делчев полагаа вкупно 238 ученици, а во земјоделското училиште Киро Бурна 17 ученици. Во техничкото училиште Наце Буџони општообразовните предмети ги полагаа 106 ученици од македонските паралелки и 196 ученици од албанските паралелки. Од понеделник стартува уписниот рок во сите средни училишта во градот. Денеска завршуваме со матурата, веќе од понеделник се подготвуваме за наредната учебна година. Понеделник и вторник, значи 22 и 23 се најголемите денови за едно училиште. Тогаш е уписот во прва година и тогаш ќе видиме на кое место сме рангирани во Куманово, колка број на ученици и родители ќе не изберат токму нас за да го продолжат своето образование од 9-годишно во средно. Воедно денеска сакам да искористам можноста да ги повикам сите ученици и родители да повелат во училиште во понеделник и вторник, да се запознаат со нашите струки, профили, со нашите професори и секако да го изберат наше училиште. Кандидатите ќе го изберат онаа средно училиште кое ќе им понуди најдобар избор за да го продолжат своето образование. Повеќе средни училишта во градот применија и рекламна кампања со цел привлекување на поголем број на ученици и запознавање на идните кандидати со својата наставна програма и кадар. Кумановци во полутемнина се рекреираат на градскиот кеј и покрај тоа што е солидно уреден со богати тревни површини и пешачка патека, сепак граѓаните бараат поголемо осветлување. Загрижени се за својата безбедност и се плашат дека можат да бидат ограбени или пак нападнати. Граѓаните на Куманово шетаат по уреден кеј, но имаат поплаки на осветлувањето. За разлика од порано, кога слободно се движеле по пешачката патека и одморале на клупите, сега повозрастните кумановци се плашат дека може да станат мета на крадци или на хулигани. Овој проблем беше истакнат на последната седница од советничката Снежана Захариева. Таа побара одговор од градоначалникот Зоран Дамјановски дали и како може да се надмине оваа состојба, бидејќи и помладите, но и постарите граѓани токму градскиот кеј го користат за одмор и рекреација. Захариева потенцира дека проблемот настанал во скоро време, бидејќи претходно, како што вели, кејот беше солидно осветлен. Беше евидентно дека нешто се случува со светлосната со осветлувањето, бидејќи буквално секоја трета светилка функционираше и луѓето беа принудени да користат батериски лампи или мобилни телефони за да не газат по зелените тревни површини. Одговорот од градоначалникот беше дека има проблеми со тендерите за набавка на сијалици, кои што нели се потрошен материјал, мора да се менуваат, меѓутоа се доцни. Иако градоначалникот вели дека тендерите се враќаат и по неколку пати заради што не може да се преземат активности на терен, Захариева смета дека комисијата која одлучува за оваа работа треба да земе предвид дека без соодветно осветлување на кејот се нарушува безбедноста на граѓаните кои излегле од дома да се прошетаат, а може да завршат со некоја повреда на телото. Кумановец, представувајќи се дека е припадник на паравојната формација или РИДА, барал помош од 3000 евра од свој сограѓанин. Кумановската полиција поднесе пријава и против двајца кумановци кои се осомничени за злоупотреба на безвизен режим со државните членки на Европската Унија и на Шенгенскиот договор. Кумановската полиција поднесе кривична пријава против 47-годишниот АЗ, кој е осомничен дека изнудувал пари од свој сограѓанин, представувајќи се дека е член на паравојна формација. Имено инцидентот се случил во 2014 година, кога пријавениот од неговиот мобилен телефон во повеќе наврати се јавувал и испраќал заканувачки пораки на ММ од општина Липково. При тоа се представувал како припадник на така наречена паравојна формација или РИДА, барајќи помош од 3000 евра, а ако не ги добие парите, упатувал закани по личната безбедност. Против него е поднесена кривична пријава поради основано сомнение за сторено кривично дело изнуда. Во вториот случај, полицијата поднесе кривични пријави и против 48-годишниот ЕК и 32-годишниот ФМ, двајцата од Куманово поради злоупотреба на безвизен режим со државите членки на ЕУ и на Шенгенскиот договор. Пријавените, иако знаеле дека ИС и ЕМ ќе бараат азил во Република Германија на 1 јуни годинава со патничко возило Опел, преку граничниот премин Табановце со автомобил ги пренеле најпрвим во Србија, а потоа и во Германија. Откако лицата се пријавиле во приватниот камп како баратели на азил, барањето им било одбиено, а подоцна биле депортирани во Македонија.
Во Куманово утре ќе се промовира проектот Македонија вработува. Промоцијата ќе започне во 11 часот пред Центарот за култура Трајко Прокопиев, каде ќе биде поставен штанд Македонија вработува. Директорот на Агенцијата за вработување Владко Поповски пред кумановската јавност ќе ги презентира поволностите на овој владин проект. Уметникот Живко Поповски Цветин изработува слика долга 1 километар. Со проектот наречен Цветна патека на мирот, Цветин сака да се запише во Гинесовата книга на рекорди и преку цвеќето на символичен начин да испрати порака за мир во светот. Дел од сликата синоќа се изработуваше во Куманово, а домаќин на уметникот беше Лајонс клубот. Во соработка со Лајонс клубот од Куманово вчера во просториите на ресторанот Грација присуствуваше уметникот Живко Поповски Цветин, кој го довршуваше својот проект Цветна патека на мирот, со кој планира да се запише во Гинесовата книга на рекорди за најдолго уметничко дело. До сега има насликано околу 850 метри најразновидни цветиња, а во план е да го продолжи делото за повеќе од 1 километар. Идејата за овај проект Цветна патека на мирот произлегува после 30 годишната моја работа во мисијата на мирот и еве оваа година сакам да ја променам таа мисија во Цветна патека на мирот, зашто изодев доста време и направив многу слики кои заедно кога би се составиле една со друга би било негде околу 9 километри. Меѓутоа само годинава сакам да направам една слика од таа Цветна патека на мирот, за почеток околу 1000 метри, но ќе видиме доколку Гинис е нешто поголем, повисок, ќе треба да се оди натамо додека не се постигне тоа што нели ќе биде како Гинисов рекорд. Со проектот Цветин сака да укаже на потребата за мир во светот, па затоа досега има испратено пораки за мир преку реката Вардар, на Босфор, Јадранското и Балтичкото море. Со неговото влегување во Гинис се надева дека на символичен начин, преку цвеќето, ќе го скрене вниманието на јавноста за потребата од создавање подобро општество во сите земји во светот. Како Лајонс клуб Куманово сакаме да дадеме поддршка на Лајонс клуб Вардар и на господинот Живко Поповски во врска со изработка на најдолгата слика, како да кажам, порака за мирот на светот, негде 1,5 километар. Така да денеска ги поканивме, уствари поканите се уште пред една недела, за да може тука да се собереме и да дадеме малку повеќе значење и поддршка на тој проект. Целта на проектот мир во светот, многу љубов, радост, порака за сите да бидат среќни и така. И афирмација у секој случај на прво Лајонс клуб Вардар, после тоа сите Лајонс клубови од Македонија и се разбира Република Македонија. Уметникот истакнува дека проектот ќе биде завршен во зависност од критериумите за Гинисовиот рекорд, но се надева дека до почетокот на октомври сликата ќе биде целосно готова и представена на изложбата по повод 30 години сликарска кариера. Изложбата Сликајќи го джезот од вчера е отворена за кумановската публика. Во Центарот за култура Христо Петревски се представи со 34 дела посветени на джез музиката. Музиката е недофатлива и нереално е да се наслика, но јас почувствував потреба да ги овековечам вибрациите на джезот, вели авторот. Во Центарот за култура Трајко Прокопиев синоќа беше отворена изложба на слики сликајќи го джезот на Христо Петревски. Пред кумановската публика беа изложени вкупно 34 дела. Инспирацијата за сите дела е всушност нашиот живот. И ние некогаш црпиме или во наводници крадеме од реалноста, од свеста, а понекогаш од подсвеста. Јас почесто сликам птици, мачки, коњи, но во овој случај сакав да насликам музиката. Музиката е недофатлива и нереално е да речете дека можете да ја насликате музиката, бидејќи музиката е звук и вибрација, е тон, ама не е нешто конкретно, не е нешто видливо. Но почувствував потреба да ги регистрирам, да ги овековечам тие вибрации и точно тие вибрации на джезот.
Петревски додаде дека изложбата поминала успешно пред скопската и битолската публика, а се надева на сличен прием и кај кумановската публика. Тие ретки, ама сепак значајни и битни љубители на джезот, дека ќе дојдат и ќе ја погледаат и дека некоја од овие слики ќе им се допадне, односно ќе ги подсети, ако не на некој конкретен музичар, ако не на некоја конкретна песна, може би на некоја конкретна свирка во некој клуб или на некоја ситуација што тие забележале на некоја сцена или бина. Петревски објасни дека во следната прилика ќе се представи пред кумановци со нов тематски циклус, а неговата изложба ќе биде отворена до 1 јули за сите љубители на уметноста. Фудбалскиот клуб Куманово Евроспорт Вардар утре и задутре на фудбалското игралиште во населбата Добрашане ќе бира млади и надежни фудбалски таленти од Куманово и регионот. Играчите треба да се родени во период од 2000 до 2006 година, а надпреварите ќе ги надгледуваат поранешните фудбалери Саша Чирич, Горан Ѓоргиевски и представници на клубот. Најдобрите ќе добијат целосна опрема, ќе бидат примени без надомест, а некои ќе добијат и стипендиски договор, велат од клубот. Во Куманово денеска времето беше умерено облачно со дожд со слаб северозападен ветер. Максималната температура изнесуваше 27, а минималната 13 степени Целзиусови. За утре се најавува умерено облачно време со дожд и ветер од северозападен правец. Дневната температура ќе достигне до 24 степени, а утринската до 13 степени Целзиусови. Ова беше се во издание на Дневникот. Ви посакувам добра ноќ.